За 10% да се зголеми буџетот со време на инсулинска и таблетарна терапија, квалитетни мерачи на шеќерот во крвта. Ова се барања на Сдруженијата на дијабетичари во државата, кои ќе ги достават до ресорното министерство. Ако се штеди на дијабетисот, ќе се изгуби на лекувањето дупло или тродупло повише, ќе се изгуби на лекувањето од последиците кои ги предизвикува дијабетисот. Според нашето мислење, подобро е да се превентира во дијабетис, да се лечи, да не дојде последици, а последиците се срцеви удари, дијабетско стопало, сечење на нозе, на бобрежни заболувања и така натаму. Значи, кои многу се поскапи како терапија. Од Сојузот на Сдруженијата на дијабетичари во државата сметаат дека инсулинската криза е надмината, но и дека државата не смее да штеди на дијабетичарите. Според нив, превенирањето на болеста значи помали трошоци за лекување на последиците од неа. Бараме воведување на најсовремени терапии и помагала. Значи, инсулини има се по-квалитетни и поквалитетни во светот, бараме да се набавуваат најквалитетните инсулини, да се набавуваат квалитетни мерачи на шеќер во крвта, апаратчиња, да се набавуваат квалитетни сензори за мерење на шеќер за крвта за децата и за децата исто да се набавуваат и апаратчиња за автоматско дозирање на инсулин. Сдруженијата реагираа дека нема регистар за бројот на заболени од дијабет во државата, евидентирани биле само пациентите на инсулинска терапија. Но бројот на заболени од дијабет се зголебува, посебно кај помладата популација, тврдат тие. Така во Штип во последната година се регистрирани 100 ново заболени лица од дијабет. Има 1450 лица заболени од дијабет, иако неофицијално бројот е поголем и изнесува околу 3000 лица, велат од Сдруженијето на дијабетичари во Штип.